Цивил медија. Ова е веќе втор пат да имаме техничка влада и предвремени парламентарни избори за многу краток период. Како би ги ја прокоментирале работата и почетокот, стартот на оваа техничка влада и што можеме да очекуваме до изборите? Па првите знаци од нивното однесување со преземање на должноста зборува за нешто што се случува крајно чудно, несватливо и без преседан. Ова затоа што памтиме која е интенцијата, целите и задачите и делокругот на овие така наречени технички влади за да функционираат претходните 100 дена од денот на изборите. Ние искуството што го имаме веќе, ова е втора, вакво однесување кога беше ситуацијата обратно, на власт беа од ВМРО, а се вклучија министри и заменици министри од СДСМ, вакви појави што ги имаме сега, сме сведоци од првиот ден, немаше. Што значи дека однапред може да се открие намерата нивна, дека не им е тоа цел да обезбедат фер и демократски избори, да нема злоупотреби на изборниот процес, тоа е целта. Меѓутоа, министри, заменици, првиот ден кога влегуваат во канцелариите, веднаш да пред јавноста се појават со информации дека откриват голем криминал и така натаму, тоа е крајно несватливо. Значи, ним од првиот ден им е да почне предизборната кампања во корист на неговата на партијата што ја представуваат. Вниманието на јавноста да се сврти околу криминалите. Овие од десетен во тоа време дојдоа откако цел свет и цела Европа се изначуди зошто Македонија дојде до пршина. Поради откриен масовен криминал. Тогај министрите и замениците на СДСМ не излегува од првиот ден со такви откритија, што беа и познати и снимките, и тајното снимање и така натаму. Сега овие за да се прикријат тие криминали, да јавноста ги заборави тие случувања што драматични, што беше принудена Европа, Америка да го реши проблемот на Македонија, сега сакат овие министри и овие заменици министри со тие своји службеници. Што сакам да кажам? Се однесуваат како да и досега тие имале инсталирани информатори во министерствата, ВМРО, па тие само снимале и од првиот ден одмак ги презентирале на овие министрите на ВМРО. Значи, луѓе однапред во ВМРО, од порано што ова можност јас и не ја исклучувам. Затоа што се знаат забелешките кон ова влада на Заев дека не изврши никакво чистење на државната администрација од потенцијалните противници на новата влада. И ова го прават премногу наивно овие. Не работат тоа што им е работа, да си продолжат. Тие им дошле со конкретни задачи, јавноста да ја бомбардират со наводни, спектакуларни, негативни однесувања на претходната влада. Па претходната влада не можела да се однесува така, имајќи го подвид што граѓаните на Македонија доживеа како никоја друга држава во светот, а да не збориме за Европа, во која дојде Македонија. Така да мислам дека на крај ќе испадне дека ќе се компрометираат и веќе се компрометира. Нивната улога е компрометирана. Не треба да се очекува од нив државата никаква помош, дека тие ќе придонесат, не им е намерата за тоа, за објективни и фер и демократски избори. Од овие избори, независно од епилогот, не треба да се очекува никаква стабилизација на политичката состојба во Македонија. Апсолутно, значи,
премногу се ВМРО и ДУИ оптоварени да не дојде во ситуација на некои коренити промени во структурата на правосудството, за да сите тие што се обидуваат сега да се покријат со скандалот со рекет, да се вратат ситуацијата, да се расчисти со судиите кои служели и уште служат на ВМРО и на ДУИ, тие тоа не дозволуваат никако, jer во тој случај тие завршуваат во затвор. Јас реков, некне напишав негде дека нема да биде лесно на албанските опозицијски партии да се соочат на изборите со противник кој, ако не е на власт, се знае дека треба да биде во затвор. И ова ситуација ги прави крајно неизвестни состојбите за време и по изборите. Тие очекуваат по секоја цена да не дојде до повторно актуализирање на сите криминали што ги правиле, па сакат и сите тие предмети кои веќе биле во јавноста, специјалното обвинителство, сите да се фрлат, да се... Тоа им е намерата. Ако до тоа дојде, што може да очекуваме? Ние па може да очекуваме повторно вклучување на странскиот фактор, да ги реши исто како што беше 15-та. Цивил медија